Јапонскиот премиер во заменување Фумио Кишида на 15 август ја одбележа 79 годишнината од поразот на Јапонија во Втората светска војна. Кишида рече дека Јапонија никогаш повеќе не сме да го повтори уништувањето од војните, но неговиот говор исто така ја одрази и променливата улога на Јапонија на глобалната сцена. Јапонија ќе даде се од себе за да ги реши различните предизвици со кои се соочува светот. Кишида се обиде да ја промени одбранбената положба на Јапонија. Тој предупреди дека Украина утре може да биде Источна Азија и воспостави блиски врски со Киев во посета на земјата во 2023 година пред да биде домаќин на украинскиот претседател Володимир Зеленски на самитот на Г7 во Хирошима. Политиките на Кишида вклучуваат и удвојување на трошоците за одбрана до 2027 година, развивање поблиски регионални сојузи и надградба на воената команда на САД во Јапонија. Неговиот наследник најверојатно ќе го продолжи пристапот на Кишида, вели аналитичарот Томохико Танигучи. Поради вознемирувачкото соседство во кое се наоѓа Јапонија, а тоа се Русија, Северна Кореја и Кина, три нации со нуклеарно оружје, а ниту една од нив не искористи ништо слично на отворената демократија. Трите земји шират непријателство и омраза, намерно и институционално кон Јапонија и Американско-Јапонскиот сојуз. Кишида и јужнокорејскиот претседател ги надмина историските незадоволства за да создадат близок сојуз. Во заедничката изјава во неделата, САД, Јапонија и Јужна Кореја го потврдија своето ветување за заедничко справување со регионалните предизвици дадени пред една година на историскиот самит во Кемп Дејвид, но сепак има и неизвестности, вели аналитичарот Танигучи. Председателот Јун е повеќе од половина на својот мандат. Остатокот од неговиот мандат ќе помине без поголеми промени. За опозицијските партии најлесната цел е да кажат дека актуелната администрација е премногу слаба во однос на Јапонија. Идниот јапонски премиер ќе треба да го добие одобрението од јапонската јавност. Мислам дека поддршката на јавноста во принцип ја зајакнува одбраната на Јапонија и зголемувањето на буџетот за одбрана, но народот всушност не е подготвен да плаќа повисоки лични даноци за сметка на одбраната. Амбасадорот на Соединетите Американски држави во Јапонија Рам Емануел напиша на мрежата X дека Кишида помогна да се изгради решетката од безбедносни сојузи и партнерства низ Индо-Пацифичкиот регион. Во меѓувреме, Пекинг вели дека ќе работи на изградба на конструктивни и стабилни односи меѓу Кина и Јапонија со наследникот на Кишида.